Особено интересно за британците во периодот меѓу двете светски војни, но и во периодот на Втората светска војна, е македонското прашање, односно од еден аспект, од македонски аспект нерешеноста на тоа прашање, од друг аспект, односно британците и нивните балкански сојузници во прв ред Грција, зборуваме за таа тенденција дека македонското прашање е решено и дека се што ќе се случува понатаму дека не треба да влие врз приликите на Балканот. Велика Британија, односно низините дипломатски представници во балканските главни градови, покажуваат интерес за македонското прашање. 1926 година британското министерство за надворешни работи подготвува еден извештај кој што е поврзан со Македонија, се однесува на Македонија, македонското прашање, каде што јасно е нагласено дека за Македонија не може да се зборува за некаква автономна област која што подоцна би станала независна заради фактот што нема никаков историски континуитет. Значи тоа е во нивната перцепција на главните играчи во Лондон. Меѓутоа, од друга страна, постојат низа на извештаи кои што ги пишуваат луѓе од теренот, кои што се тука присутни и кои што даваат еден многу добар приказ на актуелната состојба, односно тоа што се случувало на теренот. Јас би ги истакнал, да речеме, третиот секретар на британската легација, односно амбасада во Белград, каде што Галоп, кој што во извештајот откако поминал 7 дена во Вардарскиот дел на Македонија, пишува еден краток извештај во кој што нагласува, цитирам, македонците не се викаат себе си ниту срби, ниту бугари, туку едноставно македонци. Особено е значаен извештајот на вице-конзулот Томас, тој британскиот вице-конзул Томас, кој што бил испратен во Скопје, кој што 1940 година, значи Втората светска војна е веќе започната, меѓутоа не е пренесена на Балканскиот полуостров. Томас многу јасно укажува, во некој степен и многу визионерски, вели, ако Втората светска војна се префрли на Балканот и македонците бидат опфатени во неа, мораме да ја согледаме реалноста дека мора да се даде некаква автономија за македонците за да се реши ова прашање, бидејќи на теренот актуелното решение не е добро. Значи, се до 1943 година Македонија не се споменува во ниту еден од договорите кои што биле одржани меѓу големите сили. Со основната причина поради тоа е што ниту Велика Британија, ниту Соединетите американски држави не размислувале за формирање на македонска држава. Нивната основна цел била Македонија да остане во рамките на кралството Југославија. Меѓутоа, 1943 година британците добиваат информации дека на територијата на Македонија се случуваат настани кои што зборуваат дека има македонски партизани кои што се борат против германскиот, бугарскиот, италијанскиот окупатор. Добивајќи оваа информација, британците веднаш почињаат да вршат анализа во однос на македонското прашање и пред нив се појавуваат две основни прашања. Прашањето за обединета и самостојна македонска држава и прашањето за формирање на Јужнословенска федерација. Черчил, примајќи оваа информација, донесува неговиот заклучок е дека британците не можат да дозволат формирање на обединета и самостојна македонска држава и дека Македонија може да остане само во рамките на Југославија. Имајќи го тоа во предвид, сите британски мисии кои што биле на територијата на Македонија, тоа биле воени мисии, на нив им биле брифирани дека воопшто не треба да се мешаат во политичките прашања кои што се случувале меѓу македонските партизани, дека единствено тие треба да се грижат за војните работи. Меѓутоа, тие не можеле да избегнат од оноа што се случува на територијата на Македонија и не можеле да ги избегнат политичките прашања. Велика Британија, односно Министерството за надворешни работи на Обединетото кралство, веројатно е државата која што покажува најголем интерес за Балканскиот полуостров во периодот помеѓу двете светски војни,
меѓутоа истовремено и државата која што најмногу се залага за зачувувањето на статус кво состојбата, односно неменливост на границите. Таа игра дипломатско-политичка, во некои сегменти и воена, за неменливост на границите од една страна и различните движења кои што постоеле на Балканот, различни провиниенции кои што се залагале за промена на тие граници, односно решавање на малцинските прашања, се наоѓале во одреден судир помеѓу овие две страни. Колку што Велика Британија се трудела да се задржи статус кво состојбата, од друга страна, толку Италија, да речеме Германија, имале интереси Советска Русија пред се за промена на границите, односно јакнење на нивното влијание на овој дел од Европа, на Балканскиот полуостров и промена на состојбата, односно влегување на овие држави и народи во нивната сфера на влијание. Телеграма од Хилари Кинг, конзул на Велика Британија во Македонија, до Чарлс Пик, амбасадор на Велика Британија во Белград, 12 јули 1948 година. Британски конзулат Скопје, 12 јули 1948 година. Господине, во последните 14 дена во весникот Борба се појавија најдобрите написи посветени на енергичните изјави на југословенските лидери и лидери-писатели. Одговорите на обвинувањата за национализам се чини се добра шанса за да се направи преглед на националните цели и чувства во Македонија во сегашниот момент. Како резултат на тоа имам чест да доставам некои обсервации базирани во најголем дел на официјалните изјави и извештаи публикувани за време на последните 6 месеци. Најавторитативната изјава во македонската историја и македонските аспирации, како што се мисли сега, без сомнение е содржана во Говори и статии 1945 до 1947, неодамна публикувани овде во Македонија од Димитар Влахов, заменик председател на Југословенскиот президиум и импресивен стар човек на македонската револуција. Без сомнение, овде Влахов, како човек, ужива многу голем углед меѓу обичните луѓе и се чини е многу достапен. Еден селанец, например, незадоволен од третманот на еден негов роднина од страна на министерот за внатрешни работи, ми ја кажа неговата намера да замине за Белград за да го види стариот Влахов во однос на тоа, тој е мој стар пријател, сигурен дека ќе го среди тоа. Веројатно, како комунистички ветеран, Влахов ги задржал националните идеали во рамките на партиската линија. Неговата книга содржи говори и статии за македонското ослободително движење од самите почетоци. Местото на Македонија во рамките на Југославија, развојот на македонскиот јазик, предавање на македонците во Бугарија, Канада и Соединетите Американски држави. Изјави на пресконференциите во Париз и Белград за Егејска Македонија. Тој прави мали обиди за да докаже дека постоело независно македонско национално чувство пред 1878 година, но формирањето на независна бугарска држава без Македонија довело до формирање на автентично македонско ослободително движење, кое на крајот нашла своја артикулација во така наречените федералисти, крило на ВМРО. Меѓутоа, пред прекумерното пробугарско чувство на десното крило на ВМРО и врховистите, се чини дека Влахов како да бил спремен да признае дека македонците повеќе сакале да и се придружат на Нова Бугарија, отколку да останат во рамките на Турската империја. Овој став е во спротивност со тврдењата на српската пропаганда меѓу двете светски војни, која изјавуваше дека Македонија со поголемо задоволство би останала под турска, отколку да премине под бугарска контрола. Влахов е во борба со самиот себе си и неговата употреба на терминот ВМРО, бидејќи ова, нормално, денес се употребува овде како термин на навреди на остатоците од група предводена од Ванчо Михајлов. Се истакнува дека сега действува во Грција. Во своето објаснување за почетоците на ВМРО,
Влахов обично се осврнува на него без големи букви како револуционерна организација и фактот за членството на Гоце Делчев во ВМРО и она на другите први македонски револуционери, кои сега скоро се канонизирани овде, некако се чуваат во заднина. Долгата дискусија на Влахов во однос на македонскиот јазик се состои главно од повторување на изјавите дека тој е одделен јазик и дека не е дијалект на српскиот или бугарскиот. Тој е подготвен да го потврди тоа ако е потребно, дури и против филолозите. Но јасно е дека идејата за литературен македонски е иницирана од првите револуционери, пред се како инструмент за градење на заедничка национална свест. Цветко Абас е рекол дека јас не сум комунист, политички не знам што сум, мене пред се ме интересира Македонија на македонците, македонски јазик, македонски цркви, болници и друго. Исто така и за Киро Георгиевски Дејан, дека кога престојувал во Преспа, тој едноставно бил само за слободна Македонија. Потоа овој извештај е проследен до Британското министерство за надворешни работи. Јас би ги истакнал, да речеме, третиот секретар на британската легација, односно амбасада во Белград, каде што Галоп, кој што во извештајот откако поминал 7 дена во Вардарскиот дел на Македонија, пишува еден краток извештај во кој што нагласува, цитирам, македонците не се викаат себе си ниту срби, ниту бугари, туку едноставно македонци. Потребата од ова многу јасно се согледува по поделбата на Македонија по Балканските војни, кога било осознаено дека без некој поголем обединувачки фактор нема да има надеж за автономна Македонија, која македонското прашање би го решила еднаш за секогаш. Меѓутоа, тоа не значи дека македонскиот нема добра подлога на постоење како одделен јазик и Влахов докажува дека бугарскиот се развил од трновскиот дијалект, кој бил одбран како основа за националниот јазик во 30-тите години на минатиот век. Денес никој во Македонија, а најмалку Влахов, не се залажува дека македонскиот е прикладен јазик во неговата сегашна форма. Тој е фактички западноцентрален дијалект, тоест кој најмалку има влијание од бугарскиот и српскиот, кој е одбран како основа за понатамошен развој. Нема обид за вештачка чистота на јазикот и слободно се употребуваат странски зборови, вклучувајќи бугарски и српски, таму каде што е потребно. За неупатен посматрач, употребата на одредениот член и отсуството на падежи јасно го прави македонскиот да изгледа како бугарски дијалект. Но се чини дека постојат добри филолошки докази за докажување дека употребата на членот, кој може да се најде насекаде во оваа област, е реликт кој произлегува од истиот извор, од кој и модерниот албански. Постојат многу силни, иако помалку очигледни филолошки причини за македонскиот јазик да се класифицира како многу поблизок до српскиот отколку бугарскиот. Состојбата на јазикот, каква што постои во моментот, најдобро се илустрира со фактот што специјалната комисија при Министерството за образование од време на време издава граматички дополнувања. Од 4 април, третото лице множина, сегашен индикатив, има В. Еден виден професор, кој е во многу близок контакт со јазичната комисија, бил консултиран за текстот и најверојатно ја напишал верзијата која смета дека е на чисто македонски јазик, односно во согласност со последните идеи. Оваа белешка потоа била доставена за објавување, но практично била преправена од печатарот без да бидам информиран и се појави во печат следното утро со навистина српска основа. Во една од неговите статии, Влахов го призна овој вид тешкотии кога пишува за сегашниот официјален македонски, како што се употребува во печатот и така натаму. Во многу зависи дали односниот автор бил под српско, бугарско или друго влијание. Влахов се осврнува
и во некои детали на Егејска Македонија и иако тој има добри историски и етнички аргументи, неговите најдобри забелешки се кога се осврнува на економската историја и трагичните последици и во тој поглед за поделбата на Македонија и воспоставувањето на сегашната грчка граница. Еден од неговите најударни примери е тој за Битола, некогаш познат трговски центар, втор по важност по Солун. Пред Првата светска војна таа имала повеќе од 48.000 жители. Во 1921 година имала 28.000, додека Дојран престанал да постои. Економското опаѓање на Битолската област по 1918 година најдобро се покажува со фактот дека најголемиот број на емигранти кои заминале за Канада, а за кои јас имам информации, сите се од Битола или од нејзината непосредна околина. Настрана од повремените осврти во сегашните говори на Влахов, како на пример за 65.000 македонски бегалци од Грција, од кои 25.000 дошле во Југославија, скоро никаков публицитет не беше даден на проблемот на Егејска Македонија во текот на изминатите 6 месеци. Евакуацијата на децата од Грција дури не беше спомената во македонскиот печат. Единствениот делегат на Маркос, кој се споменува дека бил во Народна република Македонија во текот на овој период, се чини не ја представувал Грчка Македонија, туку генерално слободна Грција. Имаше осврти во врска со судските процеси преземени за шпионските активности преземени од грчката влада на границата, но освен овие вести за Грција се останато беше ограничено на комуникејата на радиото на Слободна Грција. Овој молк можеби делумно е резултат на стравот да не се предизвикаат политички тешкоти во сегашната фаза на развојот на грчкото движење. Ова стана многу очигледно, особено во периодот кога печатот и влијателни говорници постојано се навраќаа на прашањето за Пиринска Македонија и за нејзиниот евентуален сојуз со Народна република Македонија. Се чини многу веројатно дека и покрај нивниот концепт за обединета Македонија, југословенските македонци сватија дека одсега тие имаат помалку цврсти врски со Егејска отколку со Пиринска Македонија. Дури грците велат дека за малцинствата имаат релативно добри основи и права. Тие добри основи и права ги набележува со фактот дека тие можа слободно да се вклопат во грчката држава, но да се изразуваат, се разбира како грци, или дека имаат право да се иселат во Бугарија. Дури има некои моменти и некои реченици каде што тие кажуваат доколку тоа не го сакаат, тие треба да се осудат, да се протера, дури да се ликвидираат. Очигледен е фактот дека македонските емигранти од сите категории кои се вратија во Народна република Македонија од Канада и Австралија како резултат на југословенската пропаганда, а кои потекнуваа од Грчка Македонија, се чини многу потешко ја прифатија новата средина. Сретнав двајца, една родена во Канада, нејзиниот татко дошол од Грчка Македонија, и другиот со типично несловенско име Хелиопулос, натурализиран австралијанец со потекло од Касторија. Во југословенските документи неговото име е Велјовски. Двајцата увидоа дека е невозможно да се привикнат на толку различен живот од оној на кој што биле навикнати и во исто време сватиле дека без врски, познанства или претходни сеќавања, тие не можат да се чувствуваат на кој било начин дека се дома, како многумина од оние кои природно потекнуваат од Југословенска Македонија. На Хелиопулос од неговиот татко му било кажано дека дури во периодот пред 1912 година вардарските македонци биле многу поразлични од егејските македонци, односно дека претходните биле прости и далеку помалку цивилизирани. Се чини дека тој сега наполно се согласува со ваквото гледиште. Ако Егејска Македонија малку се споменува во вестите, истото тешко може да се каже за Пиринска, која редовно се прикажува во македонскиот печат, скоро секој ден. Се она што може да ги поврзе Пиринска и Вардарска Македонија, уште поцврсто и порешително е постигнато. Една од најсимволичните епизоди во оваа кампања се појави на 22 април,
годишнината од смртта на револуционерниот херој Јане Сандански, кој лежи погребан на Пирин. На тој ден, тим од атлетичари од Пиринска Македонија зедоа сандаче со земја од гробот на Јане, кое беше ставено со голема церемонија на гробот на Гоце Делчев во црквата Свети Спас во Скопје. Многу попрактични активности со иста цел беа размената на учители и студенти меѓу Пиринска и Вардарска Македонија, предавањата во Пиринска Македонија од југословенски бивши партизани, работата на Пиринската младинска бригада во Југославија, различните делегации од Пирин за одредени настани во Скопје, секогаш третирани со посебна почит, испраќањето на режисери и актери од Скопје во Македонскиот театар во Горна Џумаја и така наречениот локалниот отечествен фронт, неделникот Пиринско дело, се печатат половина на бугарски, половина на македонски и даваат предавања на македонски за нивните читатели. Меѓутоа, тие повеќе го бранат прашањето за приклучување на Пирин во Југославија, отколку скопскиот печат. Последното издание, кое тука е достапно од 21. јуни, ја изразува нивната сигурност дека Бугарија и Југославија можат и ќе ги решат сите нивни заеднички проблеми без мешање на која било трета страна. Иако југословенските изјави во однос на Бугарија по декларацијата на Коминформот се чини се до денес како да имаат намера да остават впечаток дека нема недоразбирање од каков било вид меѓу двете земји се до 28 јуни. Во меѓувреме, овде се појавија знаци дека во последните месеци имало навистина сериозни проблеми. Обраќајќи се пред Македонскиот народен фронт на 23 мај, премиерот Колишевски изјави дека станало сосема јасно дека во текот на изминатата година дури и одредени активни членови на Отечествениот фронт биле се уште обседнати со идејата за Сан-Стефанска Бугарија. Од бројните специфични гледишта дадени од страна на Колишевски, јасно е дека тој не генерализира и времето што го посвети на односите со Бугарија во неговиот долг говор, беше доволен доказ за важноста што тој и неговите колеги му ја придаваат на прашањето. Попрецизни критики беа искажани еден месец порано во една жестока статија на еден поранешен уредник на Скопскиот дневен весник. Тој постојано во интервали го повторуваше неговото убедување дека вистинската линија на Отечествениот фронт фактички е коректна и дека проблемот е во врска со диверзионистите и големобугарските шовинисти, но ова остави впечаток дека е нешто повеќе од формалност. Објавувањето на резолуцијата на Комунистичката партија на Македонија во врска со декларацијата на Коминформот конечно го уништи митот за солидарност меѓу Отечествениот и Народниот фронт за прашањето во однос на Македонија. Се чини дека ова е штета, затоа што со еден удар е уништена новата перспективна можност за мирно решавање на овој незгоден проблем меѓу двете земји. Ако сакаме да и веруваме на македонската резолуција, Бугарската комунистичка партија секогаш ја сметала и се уште ја смета Македонија како дел од Бугарија. Во 1941 година таа се обидела да ја одвои македонската од Југословенската комунистичка партија и да ја вклучи Македонската партија во нејзината организација. Внатрешните конфликти што ги предизвикале овие потези имале уништувачки ефект на ослободителната борба и дури во 1941 година Бугарската партија го клеветеше другарот Тито и Југословенската партија, како и целата партијска организација и народот на Македонија, што е добро познато. Овие бугарски потези беа стопирани и сечени од енергичната интервенција на Тито, кој ја обезбеди одлуката на Коминтерната за тоа дека македонската треба да остане во рамките на Југословенската партија. Во 1943 година Бугарската партија се залагаше за целосна слободна Македонија која нема да биде зависна од која било друга балканска држава.
Овој став, истакнува Македонската партија, не се разликува од оној на шовинистичките остатоци на Ванчо Михајлов. Во состав на овие откритија се чини дека во однос на национализмот, Југословенската партија всушност има повеќе или помалку добро досие и фактот дека националистичките обвинувања кои беа насочени против Југославија, а не против Бугарија, само служат да ги покажат празнините на декларацијата на Коминформот. Ако бугарско-македонските чувства се влошат со неодамнешните настани, фер е да се додаде дека овдешната сегашна поделба успеа да го смири македонско-српскиот антагонизам. Не постои сомнение дека набргу по војната, антисрпското чувство овде се уште беше силно. Сега, големо србизам е практично единственото зам што не се споменува како се уште можен извор на опасност. Заслугата за ова во голем степен мора да и биде препишана на националната политика на југословенските комунисти. Иако бугарските односи секогаш се присутни, овде многу малку се говореше за Албанија и пред и за време на неодамнешните сликовити настани во Тирана. Весникот на албанското малцинство, што се печати овде, покажува дека никогаш досега не го споменал постоењето на Народна република Албанија и јасно е дека албанците во Македонија не се заведени од патриотските повици од зад границата. Кога во мај посетив едно село населено со албанско малцинство, со моите водачи го покренав прашањето за учители за бројните албански училишта кои што биле формирани овде по војната, бидејќи имав прочитано во весниците дека постојат тешкоти за нивна обука. Моите водачи беа големи приврзаници на партиската линија во се, но кога ги запрашав дали кој било од учителите бил испратен во Тирана за обука, тие одговорија, се разбира, не. И се чини дека идејата да се третира сериозно Народна република Албанија е необична. Меѓутоа, општо земено, албанците се многу сериозно сватени од овдешните обични луѓе, од кои многумина жестоко страдале од албанците во текот на војната. Се чини дека постоела мала разлика меѓу албанските окупациони власти и албанските разбойници, чија што основна забава било сечење на врат на кој било кој носи панталони кои вреда да се украдат. Се чини дека ова било тешко време за македонците околу Кичево и знам од еден човек кој по тепањето ги замолил германците да го заштитат од албанците. Со сеќавања како овие, народот во Западна Македонија мора да биде сватен за известната нервоза што во сегашниот момент ја чувствува во однос на проблемите меѓу Белград и Тирана. Реакцијата на јавноста кон декларацијата на Коминформот се чини дека генерално е иста, како што се известува и од другите делови на државата, како и во градовите. Итно свиканиот собир на главниот плоштад во Скопје се истакнува дека броел 30.000 луѓе, најголемиот митинг од како маршалот лично го посетил Скопје пред известно време. Тешко е да се каже дека бил организиран спонтано, а неколкуте видливи слогани во поголем дел беа останати од одржаниот собир на Национал Лоан пред неколку денови. Најголемиот дел од масата дојдена на собирот не беше организирана, туку дојдоа еден по еден и нема сомнение во нивната желба да присуствуваат. Да смо ми заслужили то да се данас sa toliko strana podmeće sve moguće insinuacije, klevete protiv i rukovodstva i protiv našeg naroda. Mi smo uvijek željeli mir. Mi smo uvijek željeli i verovali smo da se u ovom delu Balkana stvorila čvrsta osnova budućega mira. A evo, neka živi narod Makedonije, neka živi Federativna Narodna Republika Jugoslavije. Беше очигледно дека реакцијата кон говорниците и аплаузот беа искрени и спонтани, што не е вообичаено за вакви пригоди. Југословенските и македонските знамења, како и портретот на маршал Тито, беа единствената декорација на трибината.
секретарот на Народниот фронт на Скопје го отвори собирот со жесток напад на скандалозните напади од братските партии на Бугарија и Албанија и го откри она што според него било чувано тајно во надеж дека нивните бугарски другари ќе ги коригираат нивните постапки, имено дека Пиринска Македонија била економски запоставена и не ги добива нејзините потребни квоти на помош. Потоа, таа ја нападна англо-американската империалистичка клика на многу побрутален начин и изјави дека Советскиот сојуз и народните демократии стоеле зад Југославија во нејзината борба против империализмот. Потоа, соборот упати порака до генералисимусот Сталин, обраќајќи му се во второ лице еднина со големи букви и со барање дека тој може да стави крај на овие глупости на Коминформот. Што се однесува до селските маси, веројатно е дека повеќето од нив не знаат што се случува и исто така не водат голема грижа за тоа. Обвинувањето дека југословенската влада не се залага доволно за брзо реализирање на плановите на колективизацијата, фактички нема логика за селаните кои сметаат дека реализацијата на колективизацијата се одвивала многу брзо. Исто така, треба да се има предвид дека менталниот состав и потеклото на овдешниот обичен народ е многу поразличен од нашиот и од оние, да речеме, народи од другите делови на Југославија. Од еден човек категорично ми беше кажано, например, дека германците и турците, за разлика од албанците и бугарите, дошле во нивното село, Западна Македонија, во 1942 година. После се, веројатно е вистина дека некои овдешни селани немаат слушнато за крајот на Турската империја. Верувањето, што очигледно е многу присутно, е дека формирањето на првата еврејска држава ќе биде проследено со катастрофални поплави и крај на светот. Формирањето на израелската држава проследена со поплавите во околината на Ниш. Затоа беше многу поинтересно за многу луѓе отколку она што борба или Коминформот можеа да го кажат. На крајот, една стара, далеку од проста селанка, неодамна ме посети и ми изнесе бројни забелешки и барања. Едно од нив беше дека јас треба да го организирам враќањето на господин Петар Караџорџевиќ во неговата земја за да му даде леб на народот. Или ако нема леб, барем слобода. Исто така таа имаше една чудна визија дека небото над нејзиното село во близината на Тетово било покриено со огромен број златни авиони движејки се јужно. Таа видела дека авионите од првата линија биле турски, а еден зад нив српски. Дали би можел да го протолкувам нејзиниот сон? Сметам дека во овие околности јужниот оддел е подобро квалификуван од мене за да и го даде бараниот одговор на господја Јовановска. Со почит, Хилари В. Кинг, конзул на неговото височество, вршител на работите на неговото височество, Британска амбасада, Белград.